Има една песна што е многу популарна на YouTube моментално. Ние станавме YouTube дечки со харе, не интересираат веќе спотови и така. Се вика Overdose од Blues. Come on, tell me the news. You really want us something, but you're afraid to lose. Are you feeling dizzy? Maybe a little bit confused. Welcome to the land of the blues. The land of the blues. Yeah. Не им верувам на луѓето што секоја приказна ја почнуваат со зборот јас. Не верувам бе луѓе во луѓето што на химната бе не знаат да пуштат ниту глас. Не верувам во човек што не верува во себе, ама верувам во малку аплауз и многу блуз. Имам overdose од блуз. Не им верувам на луѓето што ни на мртво плачат, ни на живо се радуваат. Наутро себе си се мразат, после пладне си од свет, а бе подобро да дуваат. Не верувам во човек што не верува во ништо, ама верувам во малку аплауз и многу блуз. Имам overdose од блуз. Бам, бам, ба, 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 бам, бам. Бам, бам, ба, ба, бам. Ба, бам, ба, бам, ба, ба, ба. Уе, ба, уе, ба. А како да им верувам на сите болно амбициозни родители? Од своите деца прават идиоти, пеачи без слух и промашени водители. Знам, животов е лимонада, животов е боза, јас ке живеам со таа сладко тешка диагноза. Класичен overdose од blues. Yeah. Come on, tell me the news. You really want us something, but you're afraid to lose. Are you feeling dizzy? Maybe a little bit confused. Welcome to the land of the blues. Land of the blues. Overdose of blues. Blues, blues, blues. Blues, blues, blues. Blues, blues, blues. Blues, blues, blues. Јас имам хроничен overdose of blues. Thank you. Што те инспирираше да пишуваш за албумов? Дали пишуваше специјално за албумот, дали тоа ти се нешто од фиоки што ги извади текстови? Брате, сите можни варијанти. Значи, имам готови песни стари по 2-3 години, што не сме ги изведувале никаде. Луѓе што ги слушаат просто не тераат. Ајде бе, ајде овај, па од на YouTube отсвирите го за 2 гитарчиња колку да го чуеме. И сега сериозно размислуваме бидејќи видовме навистина дека само така може да се продре со таква неверојатна брзина. YouTube-от е чудо. Јас сум алергичен, имам верзија, генерацијски имаме ние верзија кон тоа. Стварно е чудо. Оној спот ние што го направивме со Харе за утре е нов ден. Да знаеш и колку има гледаност. Ти што си од позаде сниман. Да. Добри времења доаѓаат. Добри времења доаѓаат. Мене ми е многу драго што во последно време индијанците почнува да ги снемува. Овие инстант. Веруваш во тоа? Верувам. Верувам, сериозно верувам, затоа што некакви нови ветришта дуваат. Па ти земја само жаре сега битолската рок-н-рол сцена. Добро, што има тоа? Па битолската рок-н-рол сцена сега ти е на ниво на Сараевската, како што беше во Абе, Југославија. пред 2-3 години Битолската е во Македонија. Инди рок бендови, не знам како. Земи ги само фантастични. Фолтин, Памперс и тоа да не правиме Абе, муаве. има и едни дени Да не постојат 3 минути да рейн, ја па не мислам знам дека какви се најголемата супер. атракција Да. моментално во Македонија се вика паркети. Сакале тоа ние да го признаваме или не, тоа за мене, значи битолската сцена е многу јака. И битола па и ке немате да ние легави не песни што се пееа на Интерфест. Не брат, Се поштова тоа. се поштова тоа.
И што те инспирира периодов? Што ме инспирира периодов? Да, зарем малце има работи што треба да те инспирираат бе ова. Па пука земјава наша, пука од сите страни. По сите шавови. И тоа е многу лесно можеш да дојдеш до инспирација. Пишуваш книга, така? Да. Да. Здраве, Боже, Поточно тоа е дневник за 2012 година. Се вика дневникот на една провинцијалка. И тој дневник го пишува всушност мојата мачка Ейми, која ти имаше чест да ја запознаеш. Многу чукната мачка. И се она што нам ни се случува, односно ни се случи во оваа година, ќе биде ставено во тој дневник во кој она ги коментира сите како мачкава ги гледа работите низ нејзини очи. Апсолутно. И тебе како те гледа, и мене. И мислам дека тоа ќе биде погодок затоа што прв пат во не сакам да го употребам зборот во литературата, бидејќи јас не сум писател и немам намера да станам писател. Стопа ти си кажал, види, добро е. Добро. Има некои што се разболени од тоа. И само штанца книги. Да. Не можам да им објаснам дека јас пишам забавна литература. Понекогаш е и поучна, сега што да правам? Не можам да им објаснам дека мојата литература е забавна литература. Комерцијален сум бил. Па комерцијален сум, Тоа е идејата. Ова општество, ова потрошувачко општество, да. И добро, планираш, не знам, да од сега кога ќе се случи промоција, таква работа, Се се знае однапред. да течат. Се се знае однапред, бидејќи морам да ги опфатам 365 дена во годината, значи ќе мора во годината да биде вметнати 31 декември. Нова Ако ја година. завршам до 31 декември, би сакал, бидејќи е мачкаво прашање, авторка, да биде на 1 февруари, бидејќи 1 февруари е почетокот на мачкиниот месец. Кога мачките се многу раздвижени низ градот, разбираш. така. И тоа би било идеално. Почнува месецот на мачките и во месецот на мачките ја издаваме првата книга што ја напишала една мачка. И друг муавет. Од секој сум сакал да те прашам, кога прв пат стана свесен за таа енергија што имаш? Значи, прост пример, кога излегуваш на сцена на првиот Балкан стендап, го коментиравме со Срđan друга емисија. Значи ти излегуваш на сцена и американците имаат captivating. Не знам ние како зборе тоа. Ја се граба публиката, заќутува, вештава ги фаќа зашто Игор е на сцена. Кога прв пат ти стана свесен дека носиш една голема енергија? Знам, ова е тешко прашање, не сум размислувал за ова, но мислам дека тоа се оние организирани забави што ги правеше магазинот Екран на времето добро. доделување на артист на годината. Се доделуваа по 2 награди годишно, еден актер и една актерка, и забавите се правеа во ноќниот клуб Метропол, долу во таа дискотека кружна, ја памтиш со сепарето кружно. Сега тоа медва како. Да, и во тоа време Тимчо Апостолов, кој беше главниот говорен уредник на Екран, ми довери на таква задача, многу веруваше човекот во мене. Еве, ако го гледам, Тимчо никош не сум го спомнал, но тоа беше човекот што буквално на сила ме тераше да го правам тоа. И првата и втората година не бев многу среќен, дури сакав и да се откажам, но од третата година па натаму почнав да им посветувам сонгови на сите наградени. И за 10 години јас всушност напишав 20 и кусур песни. Кратки или Не, сериозни песни, сонгови на клавири. Строфи, рефрен за животот негов, за кариерата негова, се разбира, шеговити, духовити и така натаму. Почна да ги правам оние холивудски штосови што се прават на Оскар со некакви коверчиња, ваде. Многу беше чудно, тоа им беше многу чудно во тоа време на тие што беа. Знаеш, како ѓупските коњи што имаат тоа напред, па не сме да гледа ни лево ни десно, имаш и во тоа време такви. И беше отклон, некаков отклон во тоа време, и веројатно тоа е кога јас прв пат почувствував дека чекај, ова што го правам им се допаѓа на овие. Дај да му се посветам малку повеќе, веројатно можам да напредувам уште. И после дојдува Џандар збира и така натаму. Видов дека можам тоа да го правам и дека тоа на народот му се допаѓа. Што е најтешката работа? Најтешката работа е тоа да го одржиш и да трае 20 години. Тоа е најтешко. Треба да издржиш. Јас сега пред некое време бев обврзан да се занимавам многу со бројки. Пресметав жаре дека имам 2500 настапи. Значи тоа се естрадни настапи пред публика закажани. Имам 2000 и кусур представи одиграно. Значи тоа ти се 5000 денови во годината, сериозни настапи. Тоа е многу. Тоа е многу. Па некој кој ќе каже после да, ама Игор кога беше помлад, па не доаѓаше на ова.
Па, будало една. Па од 5000 пати, 2-3 пати, па мислам, односот е толку минорна е тој процент. Значи, никој не, на времето, мене не ме удираше право да ми каже браво кога јас спасував представи во театар, кога глумци хендикепирани, кој од алкохол, кој од мозок, не доаѓа на представи, па ме викаат да упаѓам. Тогаш бев добар. А кога прв пат во животот, како многу млад актер си ги побарав своите права, дојдов на представа и одбијав да ја играм, тогаш јас бев предавник на театарот и на Божисот Наталија и така натаму. Но да ти кажам, од кога го напуштив театарот, сум 3 пати посреќен човек. Тоа морам да ти признам. Ти се задржа таква етикета во тој круг? Да, за жал, за жал. И мене ми е многу мака што овие помладиве генерации што воопшто не ме виделе мене како актер, судат врз основа на овие некакви приказки кои навистина немаат врска. Зашто јас, откако го напуштив театарот, напишав 3 книги, издадов 3 албума, имав 50 концерти и така натаму. Моите колеги сега да одиме жаре во театар центар, во прљаво казалиште, популарно што го викаат глумците, јас ќе ти кажам на која маса кој глумец седи и што пие. На истите маси се кај што ги остави. Некои од нив се принудени тоа да го прават, значи има да издржуваат семејство. Некои им е гајле, овие помладите им е гајле, бидејќи они Хамлет сакат да го играат уште на втора година, разбираш? Не знаат дека ние сме морале да носам, јас сум носел тиква во рибарски караници во исто време кога сум играл главна улога во Чијаси. Па шо ако сум играл главна улога во Чијаси во вторник? Во средата ако зевнеш повеќе од 10 секунди нема да видиш тиква печена и Милица Стојанова вика колку бе злато тиквата, ево за тебе бао без пари. Толку. Ама јас се спремав како да е Хамлет. Ево тоа е разликата помеѓу таа генерација и ова што е сега. Што овие се тикви? Па можда и не се тикви, ама се однесуваат така. Се однесуваат, немаат почит, да ти кажам. Немаат почит на вистина. Јас и кога беше сомнително лице имав неколку неинциденти, непријатни ситуации со млади колеги кои не знаат да кажат добар ден, здраво, да се поздрават, да седнат. Мислиш дека општо е генерацијски проблем, така? Не е само до актерите или нешто? Па мислам дека и за жал дека се испуштени на следниот начин. Значи во мое време професори на академијата беа мојот професор Вукан Диневски, Милчин, Љубиша, Ѓоргиевски, значи и тие патуваат често, режираа по Југославија, но никогаш не дозволуваа студентите да останат сами. Сега како што слушам, кој ти е професор, тој ама ние се професор од 3-4 пати годишно, ако се види, има асистент. Не можеш така глума да студираш. Че мораш да имаш патрон бе еден, патрон. Оти ниједен професор не може да те научи како се глуми. Не може да те научи. Тоа не се учи едноставно. Или го имаш или го немаш. Или што викаш, дедо ми мораш да имаш тука, тука и тука. За дедо ти. Ми делуваш како никогаш да не би се вратил на театар. Со Муаметов. Абе, ја делувам и за други работи, дека не би ги направил. Ова ги бреш. Да ти кажам, вака конципиран театар на вистина не ми одговара. Знаеш што? Тоа ми случи со сомнително лице. Наместо да се радувам, јас се нервирав. И се направи некако црна дамка со. Зошто? Зошто? Прекрасно идеше представата, карти се продаваа однапред. Добро, додуше морам да ти кажам дека во тоа време јас приватно многу лошо стоев. Со камбекот на сомнително лице? Да, приватно бев. Да. Бев во многу голема депресија. Тазе бев разведен. Буквално немав кај да живеам. Не знам, Не ти се погоди? Не ми се погоди периодот. Такво нешто да ти се погоди сега? Сеќавам дека секој месец го менував станот. Значи, таква доза на нервоза имаше во мене, се ми пречеше. И тоа беше многу лош период. Може би и кај мене е вината во однос на Македонскиот национален театар. Но Јаро, јараме, где си как музика, kad se svi prozori zatvore, kad i suza iz oka više ne navire. Znam negde daleko si, ali ipak ustah čujem ti, a možda i to nisi ti, kako ću bolan saznati. Sara, Sarajevo, bajko koju smo odrasli i negde sa sobom poneli, da bi negde seli, pojeli i popili.
Zime lete Skopje drene ko bajče, ladno skopsko ili tursko čajče. Taka ti je tuka, moj batka, se rano od Belvi do Martka. Čahir, Karpuš 1 i 2, se vrti tabla od dosada, se kastra u života vtaliđe. Slušam šutka pravi svadba, a ti iđe. Skopje, Saraj, matka i obratno, baš nekako je prijatno. Čaršija, centar, sekoj soka ko sna, čoveče doma nisi sam. Čahir, Karpuš 1 i 2, se vrti tabla od dosada, se kastra drug života vtaliđe. Slušam šutka pravi svadba, a ti iđe. Jarane, te si kad muzika utihne, kad se svi prozori zatvore, kad i suza iz oka više ne navire. Sarajevo, majko koju smo odrasli i negde sa sobom poneli, da bi negde seli, pojeli i popili. Jaro, Jaro, Jarane. Ćao narode! Време ќе помине, време за пиење, трнице од мене. Ајде да се напиеме, за мене White Russian, а за него White Russian без Russian. Само млеко, така? White Russian без Russian, како безалкохолното пиво што го пијам. А го пиеш? Како жена без цицки. Безалкохолно пиво. Чекай, жена без цицки или жена со малици? Како репрезентација без селектор. Слушај, како си со тоа? Добро. Не пиш. На 21 јуни, кога оди емисија? Може тогаш да оди? На 21 јуни точно 2 години. Така? А, нема да оди на 21 јуни. Не 21 јуни битно. помина. Беше порано. Значи 2 години и неколку дена. 2 години. 2 години, да. Не па добро. Без проблем, без ништо. Тоа е тоа. Проблеми имаше првите 6, 7, 8 месеци. За него е само млеко. Немој да го зезнеш после 2 и кусор години. Онака една ги почине. Не случајува. мене го ставил, Некаква кој забава кај мене и дојдоа пријатели Добро. и бидејќи не чувам алкохол дома, секој си донесе што ќе си пие. Да. Типчето што донесе водка Смирнов плав да си пие, успеа да испие само половина од тоа, а другото, тоа внучето го ставил во фриз. И? А јас си ладам вода често, купувам вода и ја ставам, сакам замрзната вода. Пием, многу често го отворам замрзивачот, неколку пати во денот. 6 месеци стои таму водка Смирнов. До пола пуна. Ке го отворам тоа да земам вода, ке го видам Смирнов и викам. А да Да ти го... збори нешто? Не, ама вака си. А да го папнам се, ова, што ќе се случи? На водата. И намерно го оставив и не го мрдам, сакам да го гледам секогаш кога ќе го отворам фризот. Не за да ми текне што пропуштам, него само да ме подсетува дека ако го направам и утре истото, уште еден ден сум добил. Ајде уште еден за разговоров. Со Ти си свеќе исто некаде. знам дека на безалкохолна диета. И ви благодарам што не гледавте. Ова беше Игор Џамбазов. Funny Што as беше, always. се уште е. И се уште и ќе биде. Ајде на здравје. Ајде. На здравје. На Се здравје. гледам.